Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Исаија, преносот на моштите на светиот Николај Чудотворец и светиот маченик Христифор. Светиот пророк Исаија. Овој голем пророк бил од царски род. Роден е во Ерусалим од татко Амос, брат на Амаси, царот јудејски. По големата благодат Божја што била во него, Исаија се удостоил да го види Господа Саваот на небесниот престол, обкружен со шестокрилни серафими кои непрестајно пеат: Свет, свет, свет е Господ Саваот. Исаија пророкувал многу работи, како на поедини луѓе, така и на народите. Еднаш одел сосема гол по улиците на Ерусалим, пророкувајќи го скорешниот пат на Ерусалим под асирскиот цар Санахерим и опоменувајќи го царот и главарите народни да не се надеваат во помошта од египтјаните и од етиопјаните, бидејќи и овие наскоро ќе бидат покорени од истиот Сенахерим, туку да се надеваат во помошта на Севишниот Бог. И ова пророштво, како и сите останати, буквално се исполнило. Но најважни му се пророштвата за воплотувањето на Бога, за зачнувањето на Пресвета Дева, за Јована Претечата и за многуте случувања од Христовиот живот. Овој видовит маж, поради чистотата на своето срце и поради ревноста кон Бога, примило дозгоре уште и дар на чудотворство. Така, кога обседнатиот Ерусалим страдал од жет, тој му се помолил на Бога и потекла вода под гората Сион. Таа вода е наречена Силоам, што значи испратена, и на таа вода Господ подоцна го испратил слепородениот да се измие, да би прогледал. Во времето на царот Манаси, кога Исаија грмел против незнабожичките обичаи на царот и на главарите, израмнувајќи го тогашниот прираст со Содом и Гомор, против овој голем пророк се кренал гневот на главарите и на народот, па тој бил фатен, изведен надвор од Ерусалим и со пила исечен. Живеел и пророкувал 700 години пред Христовото рождество. Преносот на моштите на светиот Николај Чудотворец. Денес се слави преносот на моштите на овој светител. Во времето на царот Алексеј Комнен и патриархот Никола Граматик во 1087 година телото на овој светител било пренесено од градот Мир Ликиски во градот Бари во Италија. Тоа се случило поради навалата на муслиманите на Ликија. Светителот насон му се јавил на некој чесен свештеник во Бари и му наредил моштите да се пренесат во тој град. Во тоа време градот Бари бил православен и под православен патриарх. При преносот на моштите на светителот се случиле многу чуда, како од допирот до моштите, така и од мирото, кое што изобилно се точело од моштите. Уште на овој ден се споменува чудото на свети Никола над Стефана Дечански, кралот српски, имено како светителот му го повратил видот на слепиот крал Стефан. Светиот маченик Христифор бил голем чудотворец, особено почитуван во Шпанија, нему народот му се молел најмногу против заразни болести и голем помор. Намачен за Христа и прославен од Христа, починал во 249 година.